Поранешниот олимписки шампион на Македонија во пливање Александар Маленко, кој како што кажав е директор на оваа трка. Господине Маленко, за прв пат 10 километарски маратон во Охрид, што е еден вид на олимписка дисциплина. Долга желба беше ова на охриѓани и на пливачите од Охрид. Што добива Охрид со оваа манифестација? Најпрво им благодарам за ваше присуство. За прв пат во историја на Македонија се одржува олимписка дисциплина 10 километри. Можам да кажам дека ако сакаме врвен спорт, треба да се стремиме кон олимпизмот. А за да има врвен спорт, треба да има професионализам. За прв пат можам да ви кажам дека најпрофесионално, значи од сите буквално експерти интернационални кои што мониторираат и кои што ќе мониторираат понатака, кажа дека моментално организацијата на трката и условите во кои што се одвива трката се на завидно светско ниво. Охрид и Македонија може да добијат многу доколку сакаат врвен спорт, олимписки спорт, меѓутоа да биде раководен од професионалци. Затоа што веќе со аматеризам и со крпење на нештата не можеме да конкурираме таму каде што е олимпизмот и професионалноста. Се надеваме и од економски, и од туристички, меѓутоа пак и од спорт, Македонија може да има придобивки само исклучиво од олимписки врвен спорт. Дали може да се надеваме дека Охрид, затоа што ова е еден вид на припрема за дали Охрид ќе го добие овој маратон да се одржуваат квалификации за Олимпијадата, дали со право може да се надеваме дека ќе ги добиеме? Јас не би го направил ова, што го гледаат сите денеска и преку ваши екрани, и вашата телевизија, и сите тука кои што се во Охрид на самиот кеј, не би се нафатил да го организирам и да го донесам олимпискиот пливачки маратон во Македонија, доколку не верувам. Јас во секогаш во тоа што верувам, тоа го правам и го правам, како што напоменавте на почетокот, најдобриот пливач на сите времења. Значи не би бил најдобриот пливач на сите времења и не би бил европски и светски првак, доколку не би верувал во себе. Така да останува веќе одговорни лица, пак ќе напоменам, значи да размислат кој сака да води спорт, каков спорт да имаме, аматерски или професионален, како што имате прилика, олимписки спорт. Се благодарам за вашиот разговор. Се надеваме сите дека Охрид ќе го добие овој турнир да биде квалификацијски за Олимпијадата во Токио во 2020. Тоа беше разговорот со директорот на 10 километарскиот маратон Александар Маленко. Уште да напоменеме дека генерален покровител на овој маратон е фармацевската компанија Зегин, па предлагам во продолжение да ја погледнеме изјавата на Гордана Ампова, маркетинг директор на Зегин. Да 10 километри трката може да биде квалификациона во Охрид и за тоа ќе се бориме во наредните 3 години, затоа што ако е така ќе биде во 2020 година, кога е Олимпијадата месец дена покасно во Токио. Така да за нас е голем предизвик, за организаторите кои што се изворедни е голем предизвик и за градот Охрид, односно за Македонија сите заедно. Зегин прво е многу наклонет према градот Охрид, како и граѓаните. Знаете дека секогаш традиционално со години сме покровители и на водици. Че се што се однесува во делот на охридските води и на манифестациите културни, една година бевме и на Охридско лето и така натака. Значи сме покровители и секогаш се што треба за овој град ние сме позитивно расположени. Така, на овој маратон имаме 10 учесници во машка конкуренција и 2 учесници во женска конкуренција. Има пливачи од Бугарија, од Македонија, од Аргентина, од Русија, од Словенија, значи имаме, како што кажа и самиот претседател на организациониот одбор, пливачи кои што се во врвот на ова 10 километарска дисциплина од маратонското пливање и од олимпизмот. Значи, Охрид е домакин за прв пат на едни од најдобрите пливачи во оваа конкуренција. Се надеваме дека и како што беше кажано, Охрид ќе ја добие можноста да ги организира квалификациите за Олимпијадата во Токио во 2020 година, што покрај Илинденскиот пливачки маратон и традиционалниот Охридски пливачки маратон, Охрид ќе добие уште една пливачка дисциплина, што на некој начин ќе го зацврсти на пиедесталот, односно на местото кое што му припаѓа како главен пливачки центар во Македонија.